Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Образованието е надпартиска и надетничка тема, значајна за целото општество, но пред се за младите и нивната иднина. Затоа законите поврзани со образованието морат да бидат прашање на консензус во собранието. Тој консензус се постигнува само со диалог меѓу сите и во ниеден случај не се постигнува со деструктивни тактики за исклучување на јавноста и стручната фела, каков што е случајот сега. Образованието на нашите деца е многу сериозна тема, за да се менува без знаење и вклученост на сите кои се засегнати. Квалитетот на образованието не сме да зависи од тоа кој е на власт и од политичари кои ќе сметаат дека светот започнува со нивниот мандат. Затоа е жално што сегашната влада реши да ги повлече пакет законите од областа на образованието кои беа веќе влезени во собраниска процедура на почетокот на 2024 година, го поминаа првиот филтер на комисијата, на која се донесе и заклучок за организирање на јавна расправа. Образложението за повлекување на законите од процедура, министерката Јаневска го образложи со тоа дека го подобриле текстот на законите. Но она што го добивме како текст на законите е уназадување на предлог решенијата, одземање на правото на глас на средношколците, озаконување на дискриминацијата, враќање назад на процесите на инклузија во образованието, вклучително и на децата со попреченост. Комисијата за образование, наука и спорт, како и министерката Јаневска, не покажа демократски капацитети и не го прифатија нашиот предлог за јавна расправа по сите закони кои беа ставени на дневен ред, односно 6, од кои 5 се сосема нови. Со тоа исклучија јавноста и стручната фела да ги искажат своите мислења и аргументи. Токму затоа, сосема очекувана беше реакцијата од стручната фела, како што е Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Институтот по педагогија при УКИМ и граѓанските организации кои се занимаваат со оваа проблематика. Почитувани, во Законот за средно образование отсуства можноста за организирање на средношколците на национално ниво, што значи давање глас во одлуките кои нив ги засегаат. Ова значи враќање на режимското време од кое се роди средношколскиот пленум. На кого му смета гласот на средношколците? Ние како Социјалдемократски сојуз одамна ја апсолвиравме потребата за нови закони во образованието. Во минатиот мандат предложивме измени кои сегашната власт ги блокираше. Но ние и тогаш, како и сега, велиме дека за образованието мора да има јавна дебата и консензус. Ние имаме демократски и државнички капацитети и можеме низ разговор да ги прифатиме добрите решенија, но не го прифаќаме уназадувањето. Време е власта да свати дека ова општество не се враќа назад. Ние не се враќаме назад. Изградивме механизам кој ги штити најранливите и нема да дозволиме негово отстранување. Спремни сме да разговараме низ диалог во собранието, вклучувајќи ги сите засегнати страни, да донесеме заедничко и добро решение кое нема да дискриминира. Ви благодарам.